Почитувана македонска јавност, бидејќи немам на кому да се обратам, во салата нема присутен ниту еден пратеник од владеачкото мнозинство и навистина жалам поради ваквата ситуација. Очигледен е интересот еднаков на нула на пратениците на владеачкото мнозинство, кога се работи за тоа да слушнат импресивни биографии на кандидати кои што навистина треба да седат во клупите на Уставниот суд на Република Македонија. Но тоа би било во едно поразлично време, во време кога интересот би бил да напредува судството, да имаме една навистина стручен надпревар таму помеѓу уставните судии за тоа кој на каков начин да придонесе повеќе за расветлување на целата ситуација, за тоа за многу уставни прашања, за многу закони кои што треба да се отворат таму и да се расправа по нивната законитост и уставност, кои што се всушност и една од основните работи за кои што треба да се грижи Уставниот суд. За жал, пратениците од владеачкото мнозинство, не знам веќе колку дена разговараме, меѓутоа ова е четврти уставен судија за кој што дебатираме, тие ниту еднаш ниту се пријавиле за збор, ниту пак присуствуваат на расправата за да не разбудат со контрааргументи, да ни изложат одредени факти за нивните кандидати кои што така послушно ги гласаат, а при тоа подпредседателот на СДСМ, го слушав вчера на Клик Плюс, мислам дека беше, Богоевски, да кажува дека на прашање на новинарот за тоа како тој го коментира изборот на уставни судии, замислете, вели дека доколку тие сега попуштеле и дека избрале некој од кандидатите на опозицијата, тогаш замислете каква лоша пракса се стварало за воиднината. Замислете каква лоша пракса ако тие сега отстапат од нивните тројца пријавени кандидати, кои што двајца веќе ги избра, доколку сега се предомислат и кажат да, некој од вашите кандидати за уставни судии е многу постручен, многу покомпетентен, многу ќе придонесе во правораздавањето во Република Македонија, но не, тие се грижат за лошата пракса. Замислете во каква ситуација се наоѓа собранието. Пратениците дури немаат ниту право да размислуваат со сопствениот разум и сопствената свест, да одлучуваат, туку тие треба само да ја кренат раката и да изгласаат судија како Татјана Васич Бозаџиева или еден судија како актуелниот обвинител Љубомир Јовески. Тој, сега ќе го коментирам повторно подпредседателот на СДСМ, заради тоа што навистина немам со кого да дебатирам, па морав да извадам одредени забелешки од неговото обраќање. Вели, ние стоиме зад биографиите на нашите кандидати. Каде стојат подпредседателе на СДСМ? Ние не можеме да ги видиме ни како седат пратениците на СДСМ. А камо ли па да зборат? Да отворат уста и да кажат еден збор. Да кажат зошто стојат зад нивната биографија. Што е толку импресивно во таа биографија која што ја имаат поднесено нивните кандидати за уставни судии. Да кажат зошто ја изгласаа Татјана Васич Бозаџиева. Зошто денес почитуваниот доктор Тодоров Никола Витларов, кој што има импресивно CV, нема да го гласаат. Ние сме присутни тука повеќе денови, се обидуваме да издействуваме одреден коментар. Освен тоа што скришно си прават фаци,
за разочараноста за тоа зад кој стои СДСМ и ДУИ, друга реакција не можеме да видиме и тоа е во моменти кога ќе решат да не почестат со своето присуство. Подпредседателот на СДСМ Богоевски вели да ги соочиме аргументите со еден дигнитет во собранието и да изгласаме одреден уставен судија. Замислете, тие се врвот на правната фела. Ние треба да веруваме во нивниот кредибилитет, нивната стручност, нивната компетентност и да имаат одреден кариерен развој, кој што укажува на тоа дека се способни и се стручни да коментираат закони и други одредби за кои што всушност Уставниот суд на Република Македонија постои. Но ние, почитуван подпредседателя на СДСМ, немаме со кого да ги соочиме аргументите. Знае ли подпредседателот на СДСМ дека пратениците на СДСМ не доаѓаат на работа? Не, очигледно дека не знае, а исто така еве се потврдува од оваа слика во оваа сала дека немаат ниту аргументи, што е спротивно на јавно искажаниот став на подпредседателот на владеачката партија СДСМ. Понатаму на подпрашање на водителот, дали се разговара воопшто со некој од опозицијата и дали се обиделе да направат одреден консензус, да седнеме со CV-ата, да ги разгледаме заеднички и да одлучиме на вистина кој може да придонесе најдобро во Уставниот суд, тој вели дека не седнале на иста маса, меѓутоа дека се уверени во тоа што го нудат тие и немало потреба да се разговара, за тоа постоела оваа комисија, за тоа тука ќе сме ги изложиле нашите факти и аргументи и дека тука ќе сме ги носеле одлуките, што сосема не е вистина, бидејќи јасно е дури и на врапчињата на гранките дека уставните судии само што не седнале во своите фотели, бидејќи веќе се избрани, се договорени поради политичко влијание и своја политичка припадност и послушност понатаму, да седат во Уставниот суд. Јас би искоментирала уште и една работа, која што тогаш ја изложи подпредседателот на СДСМ, бидејќи повторно ќе повторам, немам со кого да дебатирам, немам со кого да ги изложувам аргументите, исклучиво ставовите на СДСМ и ДУИ можам да ги слушнам од дебатни емисии, телевизии, каде што трчаат да искажат еден круп невистинитости, без притоа да ја осетат и да видат каква е ситуацијата во собранието на Република Македонија, без притоа да ги погледнат и да ги разгледат CV-ата, кандидатурите или предлозите за уставни судии за кои што ние дебатираме и разговараме. Очигледно, ниту подпредседателот на СДСМ не разговарал ниту со еден од пратениците, што е очигледно, заради тоа што од ваквата присутност нула, ниту еден присутен пратеник од СДСМ и ДУИ, нема кој да ги брани овие кандидати и да ги напаѓа со факти и аргументи кандидатите за кои што ние расправаме и за кои што ние образложуваме со денови овде. Очигледно подпредседателот на СДСМ не разговарал со сопствените пратеници, бидејќи можеби истите и не се согласуваат со таквите кандидатури. До таму е вашата демократија со која што ви е полна устата секојдневно. Пратениците од СДСМ и ДУИ не се присутни тука, значи не се согласуваат со предлозите
а во исто време, утре ќе дојде ден или задутре или некој друг ден, ќе ги гласаат. Таква е демократијата, таква е работата на собранието, таква е во исто време и политиката на СДСМ и ДУИ. Партиски послушници на секој чекор треба право да раздаваат и да носат реформи во судството, затоа што нивото на судството е така брилијантни, 8%, и така ние сме заглавени во калта, во блатото веќе долг период, па ниту скрининг процеси, па ниту Европска Унија не може да не извади од вака лошата поставеност во судството и обвинителството. Но замислете, не било така од секогаш. Во Република Македонија, јас можеби не сум била дел од политиката години наназад, меѓутоа има одредени траги, има одредени записници, постои Google од кај што можеме да извадиме одредени биографии. Навистина би можела да речам дека секое свое време си носело одредени своји позитивни и негативни работи, меѓутоа во овој дел би можела и да бидам горда на минатото, што навистина можеби се избирале уставни судии кои што навистина биле доследни, биле стручни, биле компетентни, биле иновативни и присуствувале и учествувале и работеле во Уставниот суд на Република Македонија. Од она што јас успеав да го извадам, замислете, извадив околу 60 кратки биографии на уставни судии кои што биле и завршиле со својот мандат во Уставниот суд на Република Македонија. Преку 60 уставни судии. И кој е и CV, која е и кратка биографија од сите овие, да ја отворам и да ја прочитам, ќе бидам горда дека биле уставни судии заради тоа што за себе имале остварен минат труд. За себе имале огромни дела, учествувале во одредени реформи, во носење на одредени закони, биле академски професори, доктори на науки и така натаму и заслужено биле на крајот уставни суди. Но што се случува денес? Денес, почитувани граѓани на Република Македонија, имаме ситуација кога уставни судии треба да бидат анонимци, извадени од нафталин, за да спроведуваат партиско-политички одлуки, како Татјана Васич Бозаџиева, и луѓе кои што долги години се во судството, односно во обвинителството, како обвинителот Љубомир Јовески, и кој што всушност е една од причините што судството во Република Македонија се наоѓа во вака катастрофална ситуација. Тој е причината што имаме нерасветлени предмети, тоа е причината што имаме 95% од обвинителни акти, пресудени пресуди во Република Македонија. Тој е причината што во Република Македонија кадија те тужи, кадија те суди. Тоа е причината што имаме нерасветлени прислушкувања во обвинителство. Тоа е причината што имаме нерасветлени скандали во Академијата за суди и јавни обвинители со местење на поени кои што ги добивале судиите за да може да се рангираат по истите. Тоа е причината што имаме до ден денес кабли одговорни за пожари во модуларни болници. Тоа е причината што во исто време имаме обвинети за одредени предмети директори, а без при тоа да се истражуваат министрите кои што ги граделе овие модуларни болници и кои што земале кредити за кои што ние расправавме долги денови овде во ова собрание. Тој е причината што ситуацијата во судството во Република Македонија е таква каква што е. И сега, наеднаш, треба некој да го награди и да го стави да биде уставен судија. Токму поради тоа,
ваква е ситуацијата со пратениците од СДСМ и дуи ниту еден не е присутен. Затоа што веројатно им останало малце образ, па се срамат. Се срамат од тоа што треба денес да разговараме за доктор Тодор Никола Витларов, кој што има брилијантно CV и за кој што немаат ниту еден аргумент да ни кажат зошто не сакаат да гласат за него да биде уставен судија. А утре ќе дојде на ред да го гласаат обвинителот Љубомир Јовески или ја гласаа веќе Татјана Васич Бозаџиева и за тоа немаат ниту еден аргумент да кажат, дури сами да се убедат себе си дека со аргумент издржано била причината за таквото гласање. Јас заради македонската јавност би рекла дека, како податоци да ги дадам, би рекла дека господинот доктор Тодор Никола Витларов по завршувањето на средното образование се запишал на правниот факултет и дипломирал со оценка од 8,55 и тоа во 81-та година, кога немаше такви наместени оценки и кога секој си добиваше оценка каква што си заслужуваше, затоа што во денешно време знаеме како се добиваат оценките на сите факултети, па и на правниот факултет, и ако станува збор за оценки на полагање на приемен испит во Академија за суди и јавни обвинители, зашо станува збор за оценките? Значи тогаш тој си добил добра просечна оценка, се вработил како приправник по положувањето на правосудниот испит, станал стручен соработник во тогашното окружно јавно обвинителство во Штип. Понатаму во 84-та бил именуван за заменик на основниот јавен обвинител во Штип. Понатаму бил именуван за виш јавен обвинител во Штип. Понатаму за член на Советот на јавните обвинители. Значи имал цело скалило по кое што чекор по чекор, скала по скала се качувал господинот Витларов за заслужено денес да се најде на позицијата уставен судија. Меѓутоа не, вам би се битни други приоритети, вам ви е битно да оди како административец од министерство на министерство, од администрација на администрација, да посредува со вакцини, да прикрива тендери и да пристигне во Уставниот суд. Понатаму, за господинот Витларов би рекла дека бил го одбранил, значи се запишал и на постдипломски суди на катедрата за казнено право, има магистарски труд на тема јавно обвинителство во правниот систем на Република Македонија. Во 2006 година на правниот факултет го одбранил докторската дезертација на тема казнено правната заштита од корупција и се стекнал со академското звање доктор на правни науки. Ако неговата биографија е таква густо набиена и секоја година има некое ново достигнување и достигнување, кандидатката која што вие избравте за уставен судија 8 години не можела постдипломските да ги заврши. И сега, за да граѓаните на Република Македонија си направат споредба како е избрана судиката утре што ќе седне во клупата како Татјана Васич Бозаџиева и да го споредат со кандидатот за кој што ние денес зборуваме, доктор Тодор Витларов. Понатаму тој бил доцент, избран за насловен доцент и насловен вореден професор на катедрата за казнено право на Универзитетот Гоце Делчев Штип и држал настава по предметот применето казнено право. Бил председател на Сдруженијето за јавни обвинители, бил член на еволуционниот тим на Република Македонија во групата на земји членки на Советот на Европа во борба против корупција Греко, меѓутоа очигледно корупцијата ви е слабата карика, не сакате да ставите во Уставниот суд некој кој што долги години се занимавал со корупција, бидејќи корупцијата ќе треба да ја најде таму и во редовите на Уставниот суд и токму поради тоа веројатно би била една од причините или аргументите на власта
да не гласа за овој кандидат за уставен судија. До сега бил активно вклучен во работните групи на Министерството за правда за изготвување на измените и дополнување на казнениот законник, за новиот закон за кривична постапка, за законот за јавно обвинителство, за законот за совет на јавни обвинители, што значи дека овој кандидат и активно учествувал во носење на закони, што значи дека тој веќе знае што значи носење на закони и во исто време знае на кој начин треба да ја утврдува законитоста и уставноста на законите чиишто иницијативи ќе дојдат во Уставниот суд. Тој се наоѓа на листата на ОПСЕ, на домашни експерти од областа на казнено право и во ова својство учествувал во изготвување на анализи, држал едукации, посебно во областа на материјалното и процесното казнено право. Почитувани граѓани, ова е Хималај и зајчев рит. Овој човек е Хималај во правото, додека Татјана Васич Бозаџиева е зајчев рит. Толкова е разликата помеѓу господинот Витларов и госпоѓата која што само што не седнала во Уставниот суд, Татјана Васич Бозаџиева. Понатаму морам да прочитам, за да знае јавноста, дека тој бил и во организација на програмата ОПДАТ при амбасадата на САД во Македонија, има завршено низа на обуки, низа на подготвителни одредени акти во борба против корупцијата. Понатаму учествувал во 2015-2016 година во организација на амбасадата на САД во Република Хрватска како представник на нашата држава во регионалниот тим на државите од Југозападен Балкан за изготвување на заеднички куртикулуми за едукација на судии, јавни обвинители, адвокати, полицајци за Европската конвенција за човековите права. Во ова својство, освен за едукација на Република Македонија, бил ангажиран и во Косово. Во 2017 година бил назначен и за член на Етичкиот совет на јавните обвинители и избран за негов председател, а во моментот е член на Советот на јавните обвинители. До сега има објавено повеќе стручни трудови во областа на казнено-процесни и материјално право, во македонската ревизија на казненото право и криминологија, безбедност, судска ревизија и така натаму. Но очигледно некој експерт кој што ќе се занимава со судска ревизија не е потребен. На власта предводена од СДСМ се плаши, се брани од вакви кадри кои што знаат што значи судска ревизија. Знаат што значи отварање на предмет по предмет и истражување каде затаило судството и што направиле погрешно судиите во судовите во Република Македонија, па Страсбург ги враќа сите до еден и Република Македонија секоја година плаќа огромни суми на средства, милионски суми на средства за да надомести на штетата, што според мене е и недоместлива, а тоа што се уништуваат човечки животи низ судовите на Република Македонија, и затоа државата мора да плаќа. Судска ревизија. Човекот се занимава со судска ревизија. Човекот е експерт кој што може дури и во меѓународни размери да се рангира како еден одличен профил, габарит од профил на еден кандидат. И сега наеднаш тука нема кој да слуша дебата за него и нема кој да крене раче заради тоа што на крајот од денот ние сме помалку пратеници. Не можеме да гласаме, ние ќе гласаме, меѓутоа не можеме да ги надгласаме оние кои што без размислување, оние кои што без трунка совест, ниту сакаат да слушат, а само ќе гласаат за некој од кандидатите како Љубомир Јовески, кој што од глава до пети треба да учествува во една ревизија на целиот негов опус на предмети со кои што се занимавал години наназад. Понатаму морам да прочитам и дека бил коавтор
на коментарот на Законот за кривична постапка во 2018 година од страна на ОПСЕ. Во мај 2019 избран за председател на Сдруженијето на јавни обвинители и исто така член на извршниот одбор на Сдруженијето за кривично право и криминологија. Од месец септември 2021 година член е во Дисциплинската комисија за утврдување одговорност на јавните обвинители во вршење на јавно-обвинителската функција и нејзин председател. И сега замислете, тука имаме еден кандидат кој што учествува и е член на Дисциплинска комисија за утврдување одговорност на јавни обвинители, а од другата страна последен, ми се чини, од списокот на пријавени кандидати, треба да го разгледуваме моментално државниот јавен обвинител Љубомир Јовески, кој што наеднаш реши и суспендираше јавна обвинителка и, како што знае еден новинар да каже, ја пушти под автобус. Зошто? Заради тоа што се вмеша во одредени процедури, во одредени постапки, преку кои требаше да одговара некој од најбитните министри во Република Македонија. Тоа е министерот за внатрешни работи. И наеднаш државниот обвинител Љубомир Јовески одлучи дека оваа јавна обвинителка треба да биде суспендирана. И замислете, ние зборуваме за вакви кандидати, правиме споредба, правиме компарација, за да може македонската јавност да види уште каков криминал е спремна оваа власт да направи, за да биде зацкриена, за никој да не отвори никаква постапка и за никој да не се позанимава со досега извршеното од страна на кандидатите или уставните суди. Љубомир Јовески не прави ништо друго, освен што чека да биде избран за уставен судија. Не се занимава со обвинителни акти, освен за оние за кои што му е кажано дека треба да се позанимава или за оние кои што се однесуваат за некој од опозицијата, за некој да послужи да биде заплашен, да биде уценет и така натаму. И замислете, денес претениците од владеачкото мнозинство не дојдоа ниту да нападнат, ниту да кажат аргументи зошто нема да го гласаат господинот Витларов за уставен судија. Ние ако сакаме експерти да ја водат, да го водат судството, треба ние да се чукнеме во глава, претениците. Односно, тие таму што ги нема, треба да дојдат, да слушнат, да прочитаат, затоа што сигурно и се срамат да прочитат за кого гласа, а за кого нема да гласаат. И сега, сакав уште од на самиот почеток да ви кажам, пред мене имам CV-ја на вакви исти експерти. Значи, CV-ја на преку 60 уставни судии, кои што во минатото, значи почнувајќи од 63-та година, биле избрани да бидат уставни судии во Република Македонија. И да пробам да ви ја доловам оваа биографија за која што зборував сега, да видите дека овој човек заслужува да биде уставен судија, заслужува да го најде местото помеѓу овие судии и во исто време да го видите бедното CV на Татјана Васич Бозаџиева или лажното CV на обвинителот Љубомир Јовески. И тогаш, ако има некој воопшто тронка совест, доблест, чест, ќе каже не, јас не можам да ги гласам овие луѓе, заради тоа што и самиот придонесувам на 0% на доверба на граѓаните во судството. Ова е една од причините што граѓаните и младите во Република Македонија си заминуваат од оваа држава и јас се срамам да го кренам гласот за еден ваков кандидат кој што ме тераат од страна на партијата да го гласам. Затоа што е навистина срамно да не се гласа еден кандидат како што е господинот
Витларов, како што е госпоѓата Родна Живковска, како што се господинот Саво Климовски и така натаму, другите габарити од професионалци за кои што ние со денови зборуваме овде. А вие немате доблест ниту да слушате, а камоли да учествувате во некаква дебата со одредени факти и аргументи и ќе не разубедите зошто вашите кандидати ги бирате за уставни судии. Навистина, освен CV-ата на, еве, например, последните Сали Мурати, или, например, CV-ата кој што ми оставија Никола Ивановски, Гзиме Старова, Елена Гошева, Владимир Стојановски, Јован Јосифовски, понатаму бившите судии, како што се, еве, дури не можам ни да ги извртам страниците, пошто се преголеми нивните CV-а, со одредени трудови и одредени достигнувања. Наташа Габер Дамјановска, понатаму CV-ата на бившите судии, како што, еве, ја спомнав, Гзиме Старова, Исмел Дарлишта, понатаму Махмуд Јусуфи, или, еве, например, CV-то на Бранко Наумовски, Вера Маркова, CV-ата на Лилјана Ингелизова Ристова, Игор Спировски. Навистина ќе видите дека никој не бил толку без мозок како што се моменталната власт од СДСМ и ДУИ. Сите давале кандидати за уставни судии кои што имат длабоки, големи, огромни CV-а и достигнувања. И никој денес не може да каже дека се срами од тоа што биле уставни судии. А вие имавте доблест да дадете предлог за тројца уставни судии, двајца се веќе избрани и никој нема за да ги брани или да ги нападне нашите кандидати. Да зборуваме со факти и аргументи. Толку се дно од правосудството овие кандидати и таму ќе не остават да тлееме. Таму ќе не остават да газиме во блатото, во калта, во судството. Трендафил Ивановски, Бајрам Положани, Мирјана Лазарова Трајковска, и тие биле можеби со одредена политичко влијание кандидирани, ама имале CV-а. Овие денес што вие ги гласате немаат CV-а. Немаат ништо оставено зад себе. Треба допрва да учат во Уставниот суд. Треба да гледаат како гласаат другите и тие да гласаат. И во исто време да бидат заштитени како бели мечки. Затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, ние ќе тапкаме во место. Можете само да ширите фарси на тоа дека, еве, само што не почнал скрининг процесот, дека со тоа само по себе ќе се направат одредени реформи, ние сега ќе донесеме не знам какви закони, ќе направиме не знам какви подобрувања во условите. Што ќе направите? Ништо не можете да направите. Оние над кои што нема никој надзор се уставните судии. Уставните судии ќе бидат таму еден доста голем период на време од 9 години. Тие ќе судат, ќе пресудуваат за најбитните прашања, за уставноста, законитоста на законите, иницијативите и така натаму. Меѓутоа, тие ќе ве штитат вас за сето ова што секојдневно го правите во Собранието на Република Македонија. Токму поради тоа вие брзате да ги изберете за уставни суди. И затоа не ви е битно вам какво е нивното CV, колку се тие спремни, затоа што не ви е битно не ви е битна ниту моменталната состојба во судството и затоа немојте да залажувате никој дека носите реформи или дека еве вие сакате Република Македонија да напредува, заради тоа што нема каде да напредува со вакви судии, со вакви кандидатури, со вакви реформи. Ако ова е најдоброто од она што можевте да го направите, засрамете се. Засрамете се заради тоа што ова е дното од тоа што вие сакате да го наречете реформи. Во текот на тоа колку време сме ние пратеници, во
Оваа комисија или не оваа комисија, Комисијата за политички систем, знаевме да разгледаме и одредени извештаи. Тоа беа извештаите и на прочуениот државен јавен обвинител Љубомир Јовески, и тој да седи со денови тука, немо да наблюдува и да слуша, како ние прашуваме прашање и на ниту едно прашање да не даде одговор. Ова лице кое што утре ќе треба, или заради него се брза целата постапка, зашто побрзо да стане уставен судија и за побрзо да биде пополнето празното место, заради тоа што вие очигледно цела година многу се загрижувате за ситуацијата, а при тоа неговите извештаи воопшто не кажуваат дека тој е нешто многу способен. Дури и она за кое што ние често знаевме да го повикуваме каде се писмата на Катица Јанева, никогаш не се одважи да го одговори како прашање. Кој вршел преслушкување во јавното обвинителство исто така. За секое едно прашање за кое што ќе му поставиме како моментална афера или затоа што ги има премногу. Ние имаме цели списи од илјадници страни на афери и скандали кои што се случуваат секојдневно во Република Македонија, за кои што може да биде повикано обвинителството, тој вели дека истрагата е во тек. За дадени пари, за подкупи, за разни уцени, закани, за учество во одредени корупцијски скандали на одредени други обвинители. И тој само молчи и вели дека да оставиме институциите да ја завршат својата работа и не можам да дадам повеќе информации за да не да не и пречи на понатамошната истрага. И тоа беше најголемата заслуга зашто тој утре ќе биде уставен судија, а оној кој што со години работел, со години напредувал во својата кариера, се качувал чекор по чекор, одел најпрвин од основно јавно обвинителство, да денес стигне до таму кај што е, да биде академски професор, да учествува и на Академијата за суди и јавни обвинители. Ти извини, друже, ама немаш препорака од страна на СДСМ и не можеш да бидеш уставен судија. Ваква е ситуацијата во која што се наоѓа Република Македонија и затоа немојте да глумите дека сакате некаков напредок. Не, вие не сакате никаков напредок да има Република Македонија, заради тоа што оние кои што утре треба да одговараат сте токму вие, се токму представниците на власта, се токму министрите во оваа влада, се токму луѓето на првите позиции и се токму обвинителите и судиите за кои што зборуваат кулуарите во судовите на Република Македонија. И затоа Кацарска да не прави повторно такви собири, партиски собири во својата канцеларија или надвор од неа, да не ги собира повеќе ниту премиерот на државата, ниту председателот на државата, ниту председателот на собранието, заради тоа што од кога ги собра не видовме одреден напредок во тоа да седнеме на иста маса и да ги разгледаме овие огромни CV-а на нашите кандидати и бедни CV-а на вашите кандидати кои што ќе се уставни суди и да се договориме да видиме каде ќе напредува Република Македонија. Ако Кацарска беше искрена во својата намера дека сака да ја подобри работата на Уставниот суд, ќе ги повикаше сите политички чинители и ќе повикаше и од политичките партии и некој од координаторите на нашата пратеничка група, во исто време некој од нашата комисија, партиска комисија, и ќе седневме на една маса и ќе видевме до каде може да се оди со оваа политизација на судството во Република Македонија и дали воопшто ваква политизација која што упорно се обидувате да ја правите и може да донесе добро на Република Македонија. Разочарана сум и треба да бидат разочарани и граѓаните на Република Македонија, што навистина нема свест, се нема сенс за демократија. Разочарана сум затоа што вие бевте тие кои што ветуваа ветинг во судството, вие бевте тие кои што ветуваа одредени реформи во судството,
Меѓутоа, еве 5 години сте на власт и ништо од тоа не видовме и најголемата реформа е тоа што Татјана Васич Бозаџиева и обвинителот Љубомир Јовески ќе добијат награда и ќе станат уставни суди во Република Македонија. Ако е ова врвот од тоа што вие можете да го измислите и ако е кадри немате, тогаш е навистина жално. Тоа значи дека толку сте корумпирани што никој чесен не сака да се нафати да игра оро со вас. Толку сте корумпирани. Ви благодарам.